Околу 200 студенти годишно завршуваат медицински факултет, а исте бројот на оние што се заминуваат од земја. Лекарскиот екзодус продолжува, а со ваквиот тренд голема е веројатноста дека нема да останат лекари во земјава што ќе ги лекуваат македонските граѓани. Речиси, нема болница која не се соочува со недостаток на медицински кадар. Министерот Филипче преброил на земјава и фалеле само 600 лекари. Не достигаат навистина многу. На почетокот на минатата година направивме една анализа во која што вкупниот број на лекари кои што не достигаа во тој момент беше близку 600. Но ако речиси сите што стануваат лекари заминуваат од земјава, нејасно е како ќе се пополни дупката од, како што вели Филипче, 600 лекари. Ниту пак од каде дошле 3200 луѓе што се занимаваат со медицина, вработени лани. Во текот на изминатата година направивме навистина многу вработување во здравството. 3200 луѓе беа вработени во 2018 година, најмногу доктори и медицински сестри. Меѓутоа, иако со тој тренд продолжуваме и оваа година, сакам да напоменам дека воведуваме нова програма согласно измената на Законот за здравствена заштита, а тоа значи дека секој млад доктор кој што ќе го заврши стажот во лекарската комора ќе добие лиценца за работа, автоматски ќе добие и платена позиција во рамки на системот на примарна здравствена заштита, итна помош, вакцинални пунктови и системот на триажа. На универзитетските клиники се работи со помалку офталмолози, уролози, ендокринолози, педиатри. Хроничен е недостатокот и на анестезиолози. Голем е проблемот и во примарното здравство. Оти е недоволен бројот на матични општи лекари, а нема и гинеколози. Во моментот активни се 144 матични гинеколози, од кои 43 се во Скопје. Според Светската здравствена организација, на толков број население треба да има најмалку 400 лекари. Вишок имаме само стоматолози. Околу 2700 имаат лиценци, а тие остануваат во земја. Но не е познато колкав е бројот на оние што поправаат заби, а колку не работат по струка.